Соопштија дека добиле според нив добар француски предлог и исчезна од јавноста. Димитар Ковачевски и Бујар Османи едноставно како да ги снема. Додека секојдневно траат протестите против францускиот предлог, премиерот последен пат пред медиумите се појави пред точно една недела на 5 јули на пресот со Шарл Мишел. Тогаш Ковачевски се вознемири од прашањето дали откако не успеа да ги убеди македонските граѓани за предлогот од Париз, реши на помош да ги повика европските тешкаши, па одговори дека сме морале сега да одлучиме дали сакаме преговори со ЕУ или не. Господинот Мишел изрази желба да дојде во Република Северна Македонија. Значи не се работи дали председателот Мишел ќе убеди некого, дали председател на влада ќе убеди некого, дали министер ќе убеди некого. Работата е представниците на народот, политичките партии, пратениците во собранието да донесат одлука дали државата ќе отпочне преговори со Европската унија или државата нема да отпочне преговори со Европската унија. Тоа е одлуката која што е пред нас. Одговори се бараат секојдневно од Османи, а тој пак минатиот викенд не го одржа редовниот брифинг со новинарите, кој стана пракса секоја сабота. Последен пат се појави на брифингот пред точно 10 дена на 2 јули, кога требаше да го објави протоколот за договор со Бугарија, што не е сторено се уште. Тогаш и тој остана на ставот дека предлогот бил добар и последен европски воз за Македонија. Со сета одговорност кажувам дека ова е добар предлог, кој што ни го отвара патот, кој што ни овозможува да ја фатиме последниот воз за Европската унија. Веќе почнаа официјално да се отвараат теми за нови унии, за нова политичка унија. Ова прашање ќе заглави во наредните години и години. Тука ние ќе имплодираме од сите кризи можни кои што ќе се појават, од немањето перспектива. Редовните настани пресконференции ги снема и за 20 главни функционери во спорот со Бугарија. Османи по 2 јули се појави во гостување на телевизија 24 како и на МРТ на брифингот со уредниците, но во последниве една недела тој е редовен само со статуси на Facebook. Ковачевски пак се појави викендов во Охрид на камп на социјалдемократската младина, но за оваа негова посета медиумите воопшто не беа известени.